Да, токму така, Кристина, добро утро во ова линковско вклучување. Утро во екипата на Македонија наутро се наоѓа во Министерството за дигитална трансформација. Наш соговорник е министерот господин Стефан Антоновски. Министре, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. А минатата недела во Прилеп 11 годишен ученик падна во училиште по TikTok предизвик. Во меѓувреме во Соединетите Американски држави имаше суспензија на оваа платформа, меѓутоа претседателот Доналд Трамп издаде извршна наредба за продолжување на работата на оваа апликација за 75 денови. Кажете ми, се планираат ли некакви рестрикции или ограничување на оваа мрежа во Македонија? Навистина тоа што се случи беше една несакана состојба, една несреќа која што загрижува за состојбата во образованието, особено во основното образование, и со внимание следиме. Ние пред 2 недели доставивме до сите училишта преку Министерството за образование и наука на упатство како треба да се однесуваат во смисла на организирање на посебни часови за внимание на социјалните медиуми, за сајбер хигиена, за добри навики на онлайн просторот, но истовремено изготвивме упатство за родителите, со кое што им кажуваме на кој начин можат да забранат определени апликации на мобилните телефони на нивните деца, како да го ограничат пристапот до определени содржини и така натаму. И сметаме дека ова засега е една превентивна мерка која што може да влијае на среден и на долг рок, а која што зависи од родителите и од наставниците. Затоа што сепак сметам дека воспитувањето на децата треба да потекне од најмала возраст, од образованието, од основното образование, но најмногу од семејството. И ако немате здрава средина дома, и ако не ги воспитувате вашите деца, тогаш која е апликација да забраниме, децата веднаш ќе се префрлат на некоја друга апликација, или пак таа што сме ја забраниле ќе стане уште поинтересна, ќе бараат начини како да пристапат до незе, знаејќи колку е флексибилен онлайн просторот. Така што не сакавме прва мерка да биде забрана, но секако тоа ни стои на располагање. Ние правиме измени на Законот за електронски комуникации со кои што ќе можеме да забрануваме онлайн игри на среќа, кои што се нелегални, но ни стои на располагање и таа можност со законски измени да настапиме во одредена забрана на овие апликации. Неодамна ја промовиравте и националната стратегија за сајбер безбедност, а вчера имавте и симулацијска вежба за сајбер напад во државата. Што значи оваа стратегија за нашата држава? Многу важна стратегија, затоа што не треба да се гледа реактивно, после секој напад вие тогаш да развивате стратегии и начини на однесување, туку проактивно, а ова е еден патоказ кој што ќе гарантира нашата безбедна дигитална иднина. Зошто е важно? Затоа што ги исцртува обврските на секоја од институциите да имаат задача да што се нивните задачи, кои се нивните обврски, се води од принципот дека сајбер безбедноста мора да биде по дизајн, со развој на секоја компонента, купување на секој софтвер или хардвер, вие мора да размислувате и за сајбер безбедноста и дека е одговорност на сите, што значи дека на секоја институција, на секоја засегната страна ќе мора да биде одговорност сајбер безбедноста. Се базира на 5 клучни постулати. Би спомнал дека многу е важно градење на инфраструктура и човечка и системска, институционална, потоа и хардверска, заштита на клучните критичните системи, меѓународна соработка, заштита на општеството погенерално, што значи дека има многу важни принципи, но многу интересно беше што прва операционализација беше вежбата вчера. Тоа беше симулација на напад на државата, на владата, како што кажавте, во која што владата имала 10 дена да одговори, не одговорила, тоа сценарио се зголемувало, растело, немало реакција од институциите, за владата на крајот да донесе одлука како треба да се однесува. Мислам дека беше многу корисно затоа што клучни ресори од МВР, одбрана, секако премиерот, до финансии, до земјоделие, до енергетика, кои што ни се клучни сектори во општеството, можеа да видат од прва рака што значи сајбер напад, колку е лесно да започне и кој треба да биде одговорот. Како резултат на тоа ги имаме минималните сајбер безбедносни стандарди, еден прирачник кој што ќе го преточиме во правила за секоја институција, со која што институцијата ќе знае точно што треба да направи, како да се заштити во сајбер просторот. Собранието ги изгласа измените на Законот за електронски документи, така што сите електронски документи ќе имаат потполна важност, како и оние што се печатени и со подпис.
Тоа значи дека сите документи ќе се прифаќаат во институциите електронски издадени? Благодарам на прашањето. Ова е една новина која што воведовме оваа година и е многу важно затоа што многу го олеснува административниот товар врз граѓаните. До сега, ако извадевте документот од катастар, од нивниот онлайн портал или пак од националниот портал за услуги ГОВМК или од било која друга институција која што издава електронски документ, ако го испечатавте, тој документ не можете да го користите никаде, само за лична употреба, затоа што институциите не го прифаќаа како валиден. Со мали измени, но многу значајни на Законот за управување со електронски документи, ние овозможивме да ви имате право кога ќе го испечатите, тој да има иста правна важност како и традиционалниот документ со синиот печат, и веќе гледам дека дел од институциите го прифаќаат тоа и го практикуваат. Значи граѓаните, да речеме, печатат извод од матична книга на родени, го вадат од порталот услуги ГОВМК и тој испечатен извод веќе може да го користат како оригинал во институциите. Подготвивме и за тоа упатство, исто така го испративме до дел од институциите со кои што сме засегнати, следнини се коморите, со тоа мислам дека и приватниот сектор ќе го свати значењето на овој закон и ќе одиме на овој начин со информирање преку вас медиумите, преку организирање на дебати, на панел дискусии, да ги информираме, да ги упатиме како да се однесуваат, но доколку не го почитуваат овие измени на законот, нас ни стои на располагање инспекцијскиот надзор, кој што мислам дека ќе заживее кон крајот на оваа година, кој што ќе значи прекршочни санкции за Министре, да, и за крај на нашиот разговор, работите на нов нацрт на законот за пристапност на лицата со попреченост до државните веб страници и апликации. Која е придобивката од овој закон? Како и во многу работи, тука сме се однесувале ад хок. Имаме определени веб страници кои што се делумно пристапни за лицата со попреченост, особено за лицата со оштетен вид, тука зборуваме, и страници кои што се повеќе или помалку пристапни, но тоа било, да речеме, задача или обврска си ја земал секој за себе, секоја институција за себе. Сметавме дека мораме да се фокусираме системски на ова прашање, затоа што ништо не зборуваме за пристапност ако не е пристапно за лицата со попреченост. Порталот услуги ГОВМК е првиот кој што е голем владин портал кој што масовно се користи, а е во голема мера пристапен за лицата со попреченост. Законот ќе значи обврска за сите државни институции. Ние ќе им помагаме во процесот, но по донесување на законот ќе има еден период во 6-7 месеци во кој што ќе имаат обврска да го направат нивните страници ги направат пристапни за лицата со попреченост. Министре, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија на утро. Благодарам многу за можноста и секогаш што добро дојдени во просториите на министерството. Кристина, разговаравме со министерот за дигитална трансформација, господинот Стефан Андоновски, а наша тема беше употребата на TikTok, потоа законот за електронски документи, националната стратегија за сајбер безбедност, како и новиот нацрт закон што е во изработка, тоа е за пристапност на лицата со попреченост до веб страниците и апликациите на државните органи. Студио?